Тој ден, кога тргнавме на снимање на ова издание на Луѓе и места, Скопје беше оковано во студ. Сепак, снегот кој полека почнуваше да вее, како да сакаше да ни каже дека онаму каде што сме упатени не чека снег. А се упативме позадиводно, во едно село за кое народната село без кучиња не е село се уште важи, но важи и податокот дека кучињата се побројни од жителите на оваа село. Иако порано броело над 800 жители, денес се останати само неколкумина. Најпознатиот представник на оваа село се вика Адам, керамичка скулптура од младо камено време, стара над 6000 години, откриена во местноста Церие во аторот на село Говрлево. Да, Говрлево е нашето место овој пат. Кога стигнавме во Говрлево, навистина не пречека снег, но и сонце. Не пречека и село, кое уште кога се приближувавме кон него од панорамата што се отвараше пред нас, гледавме дека било големо село, живо, со високи куќи со чардаци. Но кога стигнавме во селото, истите тие куќи, празни, полуразрушени, оставени на забот на времето или како што велат подоцна моите соговорници, куќа во која нема живот, ке падне. Ова се потврдило и со повеќето куќи овдека во Говрлево, куќи кои порано биле полни со луѓе, дворови полни со детски џагор, сред село полно со свирки на зурли и тапани. Кога одевме кон Говрлево, сретнавме неколкумина попат од соседните села, кои не упатија кај Чичкотоде. Тој е последниот и најстар жител на Говрлево. Не го напуштил тој Говрлево никогаш, не може ни денес. Со своите 87 години, тој не го менува Говрлево за ниедно место на светот. Неговите деца живеат во Скопје. Се обидуваат барем зима да го приберат кај нив, но тој не може без своето Говрлево, ни ден. Или како што вели самиот, таму пред мене само згради, а тука пред мене цел свет. Не можам да седам таму. Зошто? Не сум учен таму. Скопје ќе седиш, само гледаш пред тебе куќите. А овде цел свет го гледаш. Во Кисела вода што ќе гледаш ти се? Ништо. Да. Чичкотоде го најдовме дома, како што и ни кажаа случајните намерници кои ги сретнавме попат, бидејќи тој со своите 87 години малку се движи и има проблеми со слухот. Седнат пред своето огниште сам, ни се израдува кога тропнавме над неговата порта, како да не чекал да стигнеме. Така тој го поминува своето време денес, топлејки се на ќумбето, чекајќи да помине зимата, а напролет е веќе подруго. Тешко е зимно време, вели, но тој оваа убавина не би ја заменил за ниедно друго место. Го посетуваат повремено неговите синови од Скопје, кои му носат за јадење и вода, бидејќи во Говрлево нема ниту вода, ниту продавница за намирници. Друштво понекогаш му прави и Чичко Благоја, кој ќе го запознаете подоцна во репортажава. Тие двајца, сопругата на Чичко Благоја и уште едно семејство кое одгледува овци во Говрлево, се единствените постојани жители на оваа село. А како било некогаш? Селото овде имаше 800 души. Кога дојде оваа работа сега, наша власт, оваа сега,
Отворија фабрики, работи едно друго, луѓето на работа. Одове 3 сати пешки до Скопје, па ќе работи до 2 сат, па довде пешки 6 сата. И фатија луѓето разбегаа. Автобус немаше, се пешки. И останале ние старите, еден по еден, хај. Бајбук. Сега колку има селото? Колку луѓе има сега? Нема никој че, кај тој ете што ве кажал. Мајка му тука и татко му и тој. И село овде, повака двајце, маж и жена, и јас сум, други нема. Порано беше за бивша Југославија тоа, Србија беше. Животот беше добар. Некој сиромаси, некој погасни. Кој како имал земја, се ранел, се повал. Кој немал, момок одал. Како сега, еве сете сега момци сите. Момци, ќе земе пари, па ќе купи. Што нема. Што работеле тие момоци? Се земјоделија овдека. Најтешкиот период во неговиот живот го поминал на млади години, кога учествувал како војник на Сремскиот фронт, каде што е и ранет. Денес, вели Чичко Тоде, уште го носам куршумот во моето тело. Спомен кој наверојатно го подсетува во оваа осаменост дека имал многу потешки периоди во животот. Во Сремски фронт. Од овде сме отишли у Количани. Од Количани, Китка, преку планина, Алдинци, Јаболчишта, Белешко Лисиче. Отаде зад Китка, па до Количани. Од Количани, Сушица, овде има доле, Маркова Сушица. Од Сушица, пешки, Бардовци. Бардовци знаеш каде? Од Бардовци, Стајковци. Од Стајковци, над Куманово, Любодрак, Липляни, тамо кај се Еđурутиева. Од тука у Прешево. Од Прешево, Караdak. Цела зима по Шиптарите, у Караdak. Пролетта, пешки до Ниш. Од Ниш воз до Белград. Земун, Стара Пазува, Нова Пазува, Бежанија таму. 2 недели. Темница, Покрет, Стара Пазува, у воз. Дангара, 15 минути, слегнал. 3-4 вечера, одма на положај. А ја удолом да вечерам, наридом на положај додам. А тебе кого те ранија? Тебе кого те ранија? 27 април. Како беше тоа? Ај тоа кажи ми. Како што леже вака. Имаш еден лен. Ти не знаеш што е лен, тој коноп, лен си чул тоа. Ја викам прокај ленов. Што залегнем вака и пушката вака и тако бап, овде. И ја, само старија вака, те другарот тоти ја рече, абе ме ранија. Да те преврзам, ме преврза. Комисарот, командирот го тепа, комисарот. Дојде комисаре, што правам? Оно шалеро че го гледаш, го гледам. Како овде солња, у нас, цело солња. Таму е амбулантата бригадна. Од туа, одам назад. Рамно местото, ама па-малку како Лубјаница. И ме виделе германците и туку курчумби. И ја помешачки. Додека го прејдов тоа. Подоле го прејдов, едно тетовче, само зинуја, готово. Подоле одам, ме среќаат циганите, војна музика. Али си ранет, можеш да одиш, може. Баре да не те носи. Хајде одиме. Но свадбите во Говорлево не се забораваат. Така било и со неговата свадба. На свадбите сред село се собирало цело село и се јадело и се пиело, грмеле, зурле и тапани. Денес
статнеш на некоја детонација од блискиот каменолом може само да го наруши мирот во Говрлево. Ќе одиш ни село, ќе пратиш 3 девојки, еден да ги води, ќе ги кани ни село, од куќа на свадба. Сега твоите роднини ќе си ги каниш ти. Ќе ти додат на свадба, секој еден ќе ти донесе бакшиш, кој што има, како има пари да купи. А ти ќе му дадеш кошуля или чорап, или жените шамби, тамо, свадбите така ќе работа. Ручек вечера. Сабота е, вечер ќе дадеш вечера. Утре ручек ќе дадеш. Те се венча од црква, невестата. Те платиш на тапанджите, хај. Се поздравивме со Чичко Тоде, му посакавме многу здравие и му ветивме дека ќе го прошетаме Говрлево напроред. Бидејќи зимава, тој ќе ја презими покрај ќумбето, гледајќи го светот од својот прозорец, како што вели самиот. Тргнавме кон Чичко Благоја. Кога го сретнавме на пола пат, беше упатен токму кон куќата на Чичко Тоде. Оди таму да му помага од време на време, му носи дрва, вода и муабет за животот и селото кое некогаш било живо. Чичко Благоја со својата сопруга Пауна се повратници во селото. Тој е пензионер денес и е вратен во Говрлево од 1993 година, претходно напуштајќи го во 70-тите години за да си ја олесни живеачката. Но љубовта кон родната грудка го натерала да се врати и да го продолжи животот во селото во кое некогаш било весело и живо. Говрлево, како дете ја, како што сум се родил. Овде у Говрлево народ имаше многу. Живеачка била добра, не била лоша. Народ, деца многу имало, сме се дружеле, сме учеле школо, тука школо имавне, нели, се учевне заедно, сме се дружеле, се многу убаво сме поминале. До 55-та година. Значи бевне тука сите народ собрани, тоа чудо. Али од 55-та година, кога почна, народот влегува на работа, по државни работи, разотидоа натаму нааму и сите луѓе што отидоа си селија. Пошто немаше ни школи овде, само едно школо, основно школо, друго немаше ништо. Зашто децата мали што раснат, немало никај да учат, ни ништо. И поради тоа луѓето си селија сите од овде, остана најпосле уште 3 куќи се, нема друго што све тоа си сели. И двајцата се согласуваат дека немањето адекватен превоз до градот во минатото го испустило селото. По 15 километри дневно пешачеле жителите на Говрлево за да одат на работа во Скопје, зиме и лете. Чичко Благоја се сеќава на 15-те години кои ги поминал по ридовите на Водно, одејќи пеш на работа секое утро, тргнувајќи во 3 часот наутро, враќајќи се навечер во 8 часот. Како што ме гледате, еве, ја лично, јас сум одел 15 години на работа. Од овде пешки до Скопје. Све пешки, нагоре, надоле. Превози немаше тогај. Струја селото немаше. Вода многу слабо. Пешки сум одел од овде, од Говрлево до Кисела Вода. Тоа се до центар е 17 километри, а до Кисела Вода па сигурно и тука има едно 12 километри. Све пешки, нагодоле пешки, нагоре пешки. Во колку саат тргнувавте? Како изгледаше тоа? На Сабајле ќе тргнам во 3 сата од овде. Навечер ќе дојдам дури во 7, зависи колку има работа таму, и у 7 навечер сум доаѓал. Иначе зимно време, летно време, све сум одел нагоре, надоле, све пешки. Плюс тоа порано имаше снегови паѓа, големи. Одевне така преко нивија, преко онакво, големи маки сме тргале со тоа. И поради тоа луѓето избега удоле. Али кога видов дека не се може више, па купив место у Припор, тамо направив куќа и тамо се преселив. Па седев тамо до 93-та. Како почина татко ми, како умре,
со бабата дојдовме тука и мислевме да идемме па да се вратиме, али ни се заарни и останавме тука. А ја идем на работа до 2003, али после можеше, имав кола до Солња, од Солња имаше превози, више немаше проблем. Ама порано немаше превоз и највеќе ради превозот, ради водата, ради струјата, луѓето избегаа од овде. Значи, немаше живот. Од кога е испустено селото, многу малку луѓе се вратиле да живеат повторно во него. А запустувањето било постепено. Еден по еден луѓето се селеле по скопските населби. Па да ти кажам, како сега што е, луѓето, нема, никој не мисли да се врати. Никој не мисли. Еве, по моје мислење, ја како што размислувам, дека село наше уште за некоја година ќе изумре. Нема народ. Луѓето не се враќаат. Ја не знам зашто не се враќаат. Не е лошо местото, местото е добро. Сега стварно нема некои услови така како што е доле у Скопје, али сепак ќе дојде да. Овие не ги интересира, поготово младите ништо. Некој пристар човек дур можеше да оди идеја, онаде, али сега нема луѓе. Тие постарите кома изумираат и така, значи, слабо младите некако. Ќе дојдат вака, викенд ќе продат натамо, нааму и ќе си отидат и никому ништо. Никој не го интересира за нешто да направи и да рече чекај да видим ова село зашто да се испусти вака. Кога шетате покрај овие куќи денес, интересно е чувството на предпоставка каков бил животот некогаш во нив. А моите соговорници ми потврдија дека било многу живо село, со народ и со куќиња. Денес, за жал, куќињата се побројни од луѓето. Луѓето тогашно време, кога беа сите тука, многу добро живеа. Немаше никакви некои забидувања, некои караници, нешто кавги, немало ништо. Речиме, например, ќе дојдат сведни, како Божи, како Великден, како сега што е ова, речи го, водици, народ овде дека имаше многу. Секоја недела игранки, гајди, некои дудуци што ги вика, шупелки, свирење, играње, секоја недела. Многу било убаво тогашно време. По тие работи. Многу убаво. Свадби, кој ќе почнало тука, со тапани се правило свадби. Тоа било чудо. Многу убајна работа. Народ, речеме, например, газда кој што ја прави свадба, цело село ќе дојде тука. Цело село. Како ви е сега вас секојдневието? Еве, кога се вративте вас, што е она што вас ве задржа тука? Убаво ли ви е? Како ви поминува денот? Па види да ти кажам, денот нас ни поминува. Ние сме, речеме, например, не сме земјоделци толку, али сепак па се бавиме со земјоделие нешто, работиме. Ја еве, речеме, например, имам бавча долу кај манастирот кај Брзовец. Имам бунари ископани, бавча си онадам тука, работиме. Нешто сеам, жито, бавча, лозје, тие работам и пубо ми е овде. Ја куќа имам доле, ви викам, али ја не ми се седи доле. Еве, 70 години имам, и една сега сум почнал, али ја уште не мислам за доле да идам. Ако веќе допрам, да не можам додам, тогај ако отидам, иначе вака на овој начин не. И зимно време има работа. И зимно време, еве речеме, например, сега снег фатило, па има работа. Него ладно е, не се работи. А иначе, ете, ќе искочиш по дрва, ќе донесеш, нешто отидеш у нива, ќе поработиш, али еве сега времето не дава, што не можеме да работиме. Иначе има стално работа у село. У село не можеш да седиш без работа. Мора нешто да се најде.
Го оставивме го Врлево и неколкуте жители таму со надеж дека еден ден селото ќе заживее барем повремено, како што било некогаш. Заминавме на некое друго место, кај некои други луѓе.